Тишината и длабоката тага, инатаму се најприсутни низ Кочанските улици. Еден месец по најголемата трагедија од осамостојувањето на земјава. Пожарот во дискотеката Пулс овде во Кочани, кој однесе 61 живот. Граѓаните со кои што поразговаравме овде се прашуваат дали нивниот град некогаш ќе биде ист како порано. Порачаа ваква трагедија никогаш да не се повтори. Велат се задоволни од стартот на истрагата, но како што кажав не треба да се заборави што се случило, па порачаа таа да продолжи со ист интензитет. Ова е опомена на луѓето што се вработени во такви сектори да си ја вршат работа како што треба, разбираш, на време да си ја вршат работа. Има истрага во моментов токму за овој случај од надлежните, па како сте задоволни досега? Дали е добро или може да се направи нешто повеќе? Абе треба да се направи подобро, па сега ќе чекаме за подобро. Тоа е што е било, помина веќе, што да правиме. Не е поминало, ама така ќе е. Тагата има да биде присутна све нова генерација, додека не израсне толкова генерација да стане толкова голема, па овие деца ги забравиме што ги загубиме. Ова е сега моментално хаос. Без управа, без полиција. Полицијата не спие по парковето, не дежура дека дежура. Све живо и диво се дешава. Нема зборови со кои може да се опише таа огромна трагедија. Тоа ќе биде еден своевиден мементо за еден незаборав. Да има една разврска, објективна, да нема тука селективен однос и на тој начин ќе се врати, прво ќе биде задоволена правдата. Денеска е првиот работен ден на новиот ВД градоначалник на Кочани Венко Крстевски, кој што утрово ја одржа и неговата прва пресконференција. На неа информираше дека едно од првите негови одлуки е да се донираат 3 милиони денари на Црвениот крст, односно на сите оние лица кои што биле засегнати од пожарот. Меѓутоа тоа алармираше и за самата состојба во која што ја затекнал општината, која што ја нарече хаотична. Крстевски вели затекнал јавно комунално предпријатие во милионски долгови, а она што најмногу го загрижува е тоа што има огромен недостаток на човечки ресурси во пожарната во Кочани. Па така, ако се потребни минимум 32 пожарникари, во моментот во Кочани има само 16. Тој дополнително алармираше и за други состојби во општината. Никогаш нема и не смее да се заборави. Ова е трагедија од светски карактер. Ситуацијата е трагична, а патија владее на секој чекор. Можете да се прошетете по меѓународот, ќе го забележите истото. Ние имаме должност спрема настраданите да ги менјаме работите на подобро. Доколку оваа трагедија не ги разбуди сите институции во државата и драстично да се променат работите на подобро, сметам дека се е залудно. По несреќата следеа и законски измени кои ги изгласа собранието, со кои што се забрани употреба на пиротехнички средства во затворени простори, а дополнително